Американската актерка Дженифер Лоренс откри дека планира да се подложи на операција на градите по раѓањето на второто дете и ја објасни својата одлука. Таа рече дека ништо не се вратило во првичната состојба откако таа и нејзиниот сопруг Кук Марони го добија својот втор син претходно оваа година. Се повеќе или помалку се врати како што беше по првата бременост. По втората ништо не се врати како што беше, рече таа во интервју за The New Yorker. Понатаму изјави дека планира да снима експлицитни сцени напролет, но дека тоа не е единствената причина зошто сака да ги зголеми градите. Би го направила ова дури и да не беше позната личност. Кога станува збор за процедурите на кои се подложила досега, таа призна дека инјектирала ботокс. Рече дека не инјектирала филери бидејќи се видливи на камерата. Додадем дека не направила лифтинг на лицето, но рече верувајте ми ќе направам. Естрадниот судски трилер меѓу Јелена Карлеуша и Светлана Цеца Ражњатовиќ продолжува. Денеска во првиот основен суд во Белград повторно се одржа рочиште по новата тужба што Цеца ја поднесе против својата долгогодишна ривалка, овој пат поради контроверзната изјава на Карлеуша за пејачот Оливер Мандич. Иако двете пејачки се тужат со години и веќе никој не може да изброи колку судски процеси имаат за себе, денешното рочиште повторно го привлече вниманието на јавноста. На суд дојде само Карлеуша, облечена во препознатлив елегантен црн костум, додека Цеца повторно не се појави, туку испрати адвокат. Се работи за изјавата што Карлеуша ја даде за весникот Информер во октомври минатата година, кога првпат откри дека Оливер Мандич, кој тогаш бил близок со Цеца и Марина Туцаковиќ, ја предупредил преку Марина дека и се подготвува стапица и дека не треба да се вози со Зоран Давидовиќ, Кјанда, кој подоцна беше убиен. Ќе кажам нешто што никогаш никому не сум кажала. Оливер Мандич, кој тогаш беше близок со Светлана Ражњатовиќ и Марина Туцаковиќ, и рекол на Марина дека во куќата на Цеца дознал дека земунскиот клан подготвува ликвидација на Ѓанда. Ми беше пренесено дека требало да ме предупредат да не се возам веќе со него, бидејќи ќе го убијат и него и мене. И навистина престанав, а недолго потоа него го убија, изјавила тогаш Карлеуша. Токму овие зборови ја натерале Цеца да поднесе нова тужба против колешката, обвинувајќи ја за нарушување на честа и угледот. Оркестарот на Македонската филхармонија утре ќе одржи концерт во Златната сала на една од најзначајните светски концертни сцени, Musikverein во Виена, дом на Виенската филхармонија и место каде што секој 1 јануари се одржува најпознатиот новогодишен концерт во светот. Настапот на Македонската филхармонија на сцената на Musikverein во Виена представува заокружување на прославата на 80 годишнината од формирањето на оркестарот, а наедно ќе се одбележат и 30 години од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Австрија и Македонија. На концертот во Виена како солисти ќе настапат Ана и Игор Дурловски, а диригент ќе биде маестро Јерухам Шаровски од Израел. На програмата се 5 традиционални македонски песни во оркестарски аранжмани на композиторот Сони Петровски, Тешкото од Глигор Смокварски, македонска парафраза број 2 од Бета Илин и симфонијата број 8 од Антонин Дворжак. Програмата представува спој на македонската музичка традиција и фолклор и европската класика. Скопје повторно ќе биде на мапата на регионалната модна сцена со концепт што не само што прикажува стил, туку го редефинира. На 29 октомври денеска до 5 ноември 2025 година градот ќе го живее 31-то издание на Fashion Weekend Скопје, најзначајната модна платформа во земјата која повеќе од една деценија го поврзува светот на дизајнот, индустријата и културата.
Под слоганот "Одржлива мода и креативна традиција, развој на иновативни практики во македонската модна сцена", оваа сезона ја отвора дискусијата за модата како јазик на промените општествени, културни и еколошки.